إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Ние вечерва ќе продолжиме со книгата Поништувачите на Исламот. Поништувачите на Исламот. Навақидул Ислам, што е авторот на таа книга Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. Вечерва сме ние кај осмиот поништувач. Осмиот поништувач. А тој гласит, велит авторот ет-Тhamин, осмиот, مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. Поддржување и помагање на мушриците, на неверниците спрема муслиманите. Значи помагање и поддржување на неверниците против муслиманите е дело кој човекот го исфрлат од верата. Je delo koje čovjek odgusvarlat od verata. Потоа велит авторот, وَالدَّلِيلُ, а аргументот за тоа е Аллаховиот говор, قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Оние кои ги земаат за заштитници од вас нив, значи ги земаат за заштитници неверниците, навистина тие се од нив, тие припаѓаат со нив. Аллах секако не ги упатува еден народ што се зулумчари, што се луѓе на неправда. Тој аргументот значи дека поддржување, помагање на неверниците против муслиманите е неверство, кој човекот го исфрлат од неговата вера. Но оваа работа, овај поништувач, барат од нас, како што вели шейх Абдулла Бухари хафидахуллах, барат од нас добро разбирање, и втора работа, барат внимателност, барат разбирање и барат внимателност. Зошто точно овај поништувач е како голем аргумент кај Хаваридж. И Хаваридж, ИСИС, Даиш, Ал-Каида и други со неправедност го злоупотребуваат овај поништувач против муслимани и ги осудуваат за излезени од верата. Затоа значи ти требаш да имаш добро разбирање и пазливо со внимание да слушаш за да го разбереш овај поништувач на детален начин. Се ти ако не го разбереш овај поништуваш на детален начин, има да биде причина да паднеш во замките на Хаваридж, да паднеш во замките на Ал-Каида, на ИСИС, на Даиш и така натаму. Затоа значи, алейке селам рахматуллах. Затоа значи треба врвно пазење и добро внимавање во врска со овај поништувач. Велит шейх Абдулла Бухари хафидахуллах дека значи валаја, зашто во ајетот идет وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ, значи кој ги зема ним за заштитници. Ел-вала содржуваат, вели шейх Абдулла Бухари, содржуваат љубов, ел-вала содржуваат љубов, содржуваат поддршка и содржуваат помогнување.
Значи, ова работа, el-wala'u, содржува, значи, љубов, поддршка и помагање. Но, ова помагање и ова поддршка и ова љубов, за да биде таја што те изфарла тебе од верата, треба да потекнуваат од верска причина. Значи, треба причината да биде што го терат човекот, да тој да ги помагат ним и да ги поддржуваат, верска причина. Значи, поради верата. Што тој може би, верата нивна, гледа дека е праведна. И ги помагат нив против муслиманите. Ова работа го изфрлат од верата. Но велит шех Ахмед ен-Неџми рахимахуллах, што е тогаш кога една работа е во исламот забранета и една земја, христијанска земја, еврејска земја, барат од муслиманите соработка за прекинување на таја работа што е забранета исто во исламот. Односно, работење, борба, прајање против таја работа. Например, против тероризам. Ако сега, пример, дојд Франција идет, Америка, Енглеска, барат од една муслиманска држава да соработуваат заедно против тероризам, да разменуваат информации, за да се спречуваат такви злочинства. Дали тогаш ова работа дозволена? Дали тогаш смееш ти да дојдеш и да речеш, па тој кралот со Америка работи заедно? Овде е целата работа. Зошто ти не си го сватил овие поништувач, си осватил, значи, она општо и после ги осудуваш муслиманите и владарите со неправедност. Значи, има да разлика да е нешто и во исламот забрането и во исламот е осудено, и друга земја, значи христијанска земја, еврејска земја, будиска земја, барат од муслиманските владари да соработуваат заедно во спречување на тие злочинства. Например, дроги, препродавање на луѓе, проституција. Дали овде ти сега ти припаѓа тебе да речеш, не па тие се пиуни на американците? Зашто тој може токму за тие работе, имаат средби, имаат разговори, како да го искоренат екстремизмот, и велиш, не, тој е работник на нив, тој е продајана душа. А тоа во вистина во нашава вера е забрането. Значи, што вели шех Ахмед ен-Неџми рахимахуллах, дека оваа работа е дозволена и не има никаква причина или односно препрека за муслиманските држави да соработуваат со држави што се, значи, како христијани или евреи и слично. Ако е таа работа, на самиот почеток во исламот исто забранета. А например, вели шех Ахмед ен-Неџми, ако дојде една држава, христијанска држава, и му предложуваат на муслиманска држава да соработуваат во забранување на хиџапот. Значи, там му предложуваат да соработуваат, значи, во забрана на шамијата, на хиџапот. Овде е забрането. Овде му е забрането на таа муслиманска држава да поддржуваат вакви чекори и постапки. Значи, видовте разликата? Значи, затоа треба ти да не да земиш паушално и да речеш, па не тој кралот, па не тој таму, тој соработува со ним. Не, ти гледај детално во што соработува тој со ним. За кои работи се има согласено тој со ним. Значи, ова се барат од тебе и од мене. За да бидиш, значи, во јасноста. Потоа велит шех Абдул Бухари, хафизахуллах, дека земање за заштитници, односно поддржување
на неверниците се поделуваат на две категории. Првата категорија е она категорија која те изфрла тебе од верата. А таја е да ти сета таја поддршка и помагање и соработување да го правиш поради нивната вера и нивните убедувања верски. Значи ти го правиш тоа поради нивната вера, за да ја помогнеш нивната вера, за да ги помогнеш нивните убедувања. Ако е тоа потекот од тој човек, значи да го потекне него поради верата од неверниците и поради нивните верски убедувања, ова него го изфрлат од верата. Но ако се случи она поддршка и помагање и соработување што е втората категорија, тоа е кој не те изфрлат од верата, а тоа е да бидит поради дуњалочки причини. Што ова исто е голем греф. Исто е голем греф од огромните. Што може човекот да го однесе, како што вели Шабла Бухари, мала поддршка починат, но се зголемува со тек на времето и на крај станува за тој да излезе од верата. Значи, затоа треба и тука врвно внимание. Врвно да внимаваш. Зошто, како Хатиб ибн Аби Белтаа, ради Аллаху ан сахаби, кога сакаше пекамберот салаллаху алейхи ва селам да ги нападнат меканците, овај сахаби кажа тајноста од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. Зошто пекамберот салаллаху алейхи ва селам не сакаше да дознаат меканците дека пекамберот салаллаху алейхи ва селам имаат план да ги нападнат. Го чуваше ова работа тајна. Хатиб ради Аллаху ан имаше фамилија негова во Мека. И тој мислеше, ако тој сега на меканците, на курешитите ги извести за оваа работа што има пекамберот салаллаху алейхи ва селам да ја направите план, тие поради тоа што ќе му го знаат неговото добро, нема да му ја нападна неговата фамилија. Нема да му ја нападна, да му наштета на неговата фамилија. Така што направи да тој да испрати писмо преку една жена до Мека. Но на пекамберот салаллаху алейхи ва селам му дојде објава дека тоа работа се случила, со таа жена е пратено тоа писмо и пекамберот салаллаху алейхи ва селам го прати Алија ради Аллаху ан со неколку други од сахаба и ја најдоа таа жена и го бараа незиното писмо кој го носеше од Хатиб до меканците. На почеток таа жена не прифаќаше дека има писмо. Но Алија ради Аллаху ан му рече на нејзи, има да те соблечиме како што си родена. Да. Зошто Алија ради Аллаху ан, значи види брат, види убедувањето во зборовите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Пекамберот вели ваке, таа вели не нема писмо во нас. Алија не му веруваат нејзи. Алија слуша зборовите од пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Тебе ја ти вела ваке, ти ќе на улица утре, ти тоа само инако си. Ја ти вела овие хадис, овие ајет, ти бараш од други некој. Ја ти вела еве ти ајет за ова работа. Еве ти хадис. Ти велиш нема што рекол тој уличарот. Што рекол тој пазарџијата. Значи гледаш разликата наша и разликата со сахаба ридвануллахи алейхим. Таа жена вели јас немам ништо во себе. Алија ради Аллаху вели ти имаш, ако не го даеш писмото има да те соголиме како што си родена. И го извади писмото. И му го донесува на пекамберот салаллаху алейхи ва селем и пекамберот салаллаху алейхи ва селем го повика Хатиба ради Аллаху ан за да го прашат што беше причината. И Хатиб ради Аллаху ан му рече ја Расулаллах, не беше тоа дека јас направив неверство во исламската вера или дека јас не сум задоволен со оваа вера, не, туку сето тоа беше за мојата фамилија да ја заштитам во Мека. Значи, неговото помагање, овде поддржување на меканците во врска со известување, си тоа, да те извести. Не беше поради верски убедувања, за да го исфали него од верата. Туку беше поради дуњалочки интереси. Гледаш како разликата? И пекамберот салаллаху алейхи ва селем
mu reče, ti si slobodan. I Hatib je, inša Allah, od džennetlita. Hatib beše vo Bedr prisustvovaše i beše isto vo Sulh el Hudejbija, vo Bej'atu Ridwan. Što pegamber sallallahu sallam tije što mu dado bej'a, zakletva, vo toa mesto, reče ovije luge nema da gi dopri džahennemot. Šta znači ako nema da gi dopri džahennemot? Znači se vo džennet. Hatib jedan on nima. Havarić, predsite od današnji od ISIS, Daesh, Al-Qaida, go pravat Hatiba kafira. Da. Hatiba go pravat. Pegamber, vidi se ti razbiranjevo. Pegamber sallallahu alejhi ve sellem veli, odi si, ti si slobodan. Ti si opravdan. Havarić ide velat kafirja. Znači, zato ti trebaš verava da ja shvatiš dobro. Ako ne shvatiš verata dobro su argumenti, ti ke vidiš samo igravo, racite na igračite, na izmamnicite. Znači, ovdje vidovte razlikata poradi verski ubeduvanja i poradi dunjaločki interesi. Što trebi da bidiš pazliv vo tije dunjaločki interesi. Što može to se otegne vremето da go počneš so malo, da te terat poveki i na kraj da izleziš duri od verata. Zato trebi, znači, vrvno da vnimavaš. I zato veli isto šeha Buhari, hafidahullah, veli šeha Buhari, hafidahullah, onoj koji gi studirat dobro i gi istražuvat dobro zborovite na alimite, ke dojde do zaključok deka toa pomaganje, taja poddarška, toa soraботувanje se podeluva na dve kategoriji. Znači kategorija koji te isfarlat i kategorija koji ne te isfarlat, no koji je golem gref. Havarić ova podeluvanje nego sakatije. Znači v momentu ti koga praviš ti ova kategoriziranje na dve, ti ne može togaš da prava sekure musliman kafira. Za ti je da možat da rabota so toa, za da prava so nepravda muslimanite nevernici da gi pečata, čo se veli? Ti je nepravat detaljno kategoriziranje. Oda samo znači paušalno. I ti misliš дека еве, to ti čita tebe ajet. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Znači koji gi zema od vas niv za zaštitnici, to je od niv. Znači od niv je vo nivното veruvanje, vo nivното ubeduvanje. I ti misliš, еве mi dojde argumentoj mene. Ajet. Ama ti ne znaš što rekol selef, što rekle sahaba, pa kako pekamberov sallallahu sallam gi shvatilo ovi ajeti. Znači ne mu be objavljeni ovi ajeti na pekamberov sallallahu sallam. Pa sahaba beja prisutni so pekamberov sallallahu sallam. Pa učenicite na sahaba. Zato nije što velime razbiranjeto na selefu salih. Ova ne je selefu salih samo ti da se nakituvaš so ubavi iminja. To treba da ima sodržuvanje kaj tebe. Ne je samo zbor što go veliš ti. Se kome daš selefi. Selefi barat maštilog. Ne jedan den jedna godina. Ovdje je cel život. Cel život trebite. Da vidiš cel život. Potom veli šeha Buhari во врска со втората категорија кој не те изфарлат од исламот, а тука го спомнуват значи аргументацијата од Ибн Џерир ат-Табари. Ибн Џерир ат-Табари овие е имамот на имамите на тефсир. Мухаммед Ибн Џерир ат-Табари. Значи од селеф. Значи нема дојдено после него муфесир, освен треба да се врати во неговиот тефсир. Значи Ибн Џерир, тефсир Ибн Џерир, значи како во хадисот Бухари Муслим, така овие Ибн Џерир е во тефсирот. Ибн Џерир ат-Табари. Мухаммед Ибн Џерир ат-Табари рахимахуллах. Мухаммед Ибн Џерир ат-Табари рахимахуллах велит во врска со Аллаховиот говор: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه.
Значи Аллах субхана ва таала вели да не земаат верниците заштитници за заштитници неверниците. А кој го прави тоа, тој немат кај Аллах субхана ва таала никакво право. Освен, овде идете исклучок од вајетот, илла, исклучок, ен теттаку минхум туқah. Освен, ако вие од ним се плашите во врска. Овде овај исклучок е многу важен, зашто Ибн Џерир рахимахуллах вели, ова е на пример ако ти си под нина власт. Овде некогаш може ти да искажиш површинска љубов. Како што вели Абу Дарда радијаллаху ан, ние, значи Абу Дарда вели, ние, значи сахаба ридвануллахи алейхим, се насмеувавме во лица на луѓе кои нашите срца нив ги преколнуваа. Гледаш? Значи, зошто ако си ти под нина власт, ако имаш, значи, страф за себе си свој, тогаш, вели Ибн Џерир рахимуллах, покажуваш некоја блискост со твојот јазик. Покажуваш некоја блискост со твојот јазик. Зошто? Или може да биде исто причина за да покажеш некоја блискост, да бидеш присилена. Да бидеш присилен со убиство. Значи, гледај, ова работа не е како хауарич, што сакаат паушално таке да ги осудат муслиманите. Значи, може би тој што покажува некоја блискост, е можда присилен. Може или негова слабост, како што вели Ибн Џерир рахимуллах, поради слабост, значи слабост во неговиот иман, слабост во неговата решителност. Се тоа, или поради причина дуњалочка. И вели Шабла Бухари, тоа е кај повеќето луѓе. Поради интерес дуњалочки се случува да човек да покажува значи близко. Но во врска со тој што покажува поради дуњалочки интереси, вели Шабла Бухари, тој немат оправдавање. Значи тој прави за тоа огромен греф. Потоа вели Шабла Бухари, хафидахуллах, во врска со доброчителноста спрема комшијата кој е неверник. И забранетоста да ти него да го лажиш и да го преваруваш и да го измамнуваш. И дали оваа работа припаѓат изфрлување од верата, да ти ако ги чуваш твоите роднински врски кои се со кафири. Значи има човек конвертиран. Неговите родители, неговите браќа и сестри се во неверство. Ако тој се покажуваат близко со нив, ги посетуваат, им дават подароци, дали тој излагат од верата? Кај хауарич да. Вели тебе ти ги поддржуваш, ти си со нима. Но Есма, керката од Абу Бекр Сидик радијаллаху анха, кога дојде незината мајка во Мека и уште беше мушрика, го праша пекамберот салаллаху алейхи ва салам дали му е дозволено на нези да биде таа доброчителна спрема својата мајка и да му подари подароци. Пекамберот салаллаху алейхи ва салам рече да. Значи, ако беше ова неверство, те изварат од верата, немаше пекамберот салаллаху алейхи ва салам да му дозволи на нези да прави такви дела. Значи, гледаш, ти затоа врати се назад, ова не е само зборење селев, ти врати се назад со овие хадиси. Ти кога го конфронтираш него, што има такви заблуднички идеи, со овие аргументи, тој нема каде да ојде. Ама ти ако почнеш со инаат, не јас сум во право, не тој е во право. Не, аргументот каде е? Каде е аргументот, тој е во право. Затоа, значи, требат аргументите да ги учиме, да ги земиме и
и да ги ставиме во пракса. Вели Шех Абдул Бухари хафидахуллах дека во врска со овие дела кои се напомнаа сега претходно, доброчителноста спрема комшијата, спрема роднините и така натаму, дека некогаш дури и стануваат овие работи задолжителни, како доброчителноста спрема комшијата. Да бидеш доброчителен спрема твојата комшија. И забрането ти е тебе, иако тој може би неверник, забрането ти е тебе да ти на него да му наштетуваш. Забрането ти е тебе да него да му наштетуваш и забрането ти е тебе исто ти него да го измамнуваш и да го крадеш и да го лажеш. Иако тој неверник, кафир, не ти дозволува тебе верата да ги правиш тие дела. Туку повеќе се барат од тебе да ти да бидиш спрема него искрен, да бидиш чесен, да не го злоупотребуваш. Сето тоа се бара, значи, а не да велиш како Хауарич е крадат струјата. Пример, тука во Македонија крадат струјата Хауарич, се знаат. Зошто велат, оваа е држава неверничка. Нас не е струјава халал. Одат кај патарините, не плачаат патарини, бегаат. Значи, гледаш, ако имаш тие идеи, се овие... Зошто вели тоа ми е халал мене да го правам? Зашто ова е неверничка држава. Овде е пекамберот салаллаху алейхи ва саллем, значи Шех Абдул Бухари вели дека ти е забрането. Ти е забрането дури штета да му правиш. И ти како ќе му го придобиеш срцето на тој неверник, што е твојата цел за неверникот кај тебе? Целта е твоја за тој да станеш муслиман. Ти како ќе му го придобиеш сега нему срцето за овај ислам, кога тој те гледа тебе, ти му правиш само штета, само зло, само го лажиш и така натаму. Тој никогаш нема да прифати твојата вера. Зашто тој гледа све само негативности кај тебе. Ти со ошти ќе му оставиш нему впечаток, за тој да размисли за оваа вера. Тој може би се гледат кај себе сите кај подобар од тебе. Зашто тој тие работи не ги прави. Спомнува Шех Абдул Бухари, хафидахуллах, дека Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан, еден од најзнаените сахаба, еднаш стретна еден негов комшија на пазар, кој беше христијан. И се запре и го поздрави со ракување и му рече на вистина комшијалокот има права меѓу себе. Значи ова чест беше од страна на тој сахаби да се заприт со еден христијан кој е неверник тој и му даде, го ракуваше, го поздрави и му рече на вистина комшијалокот, значи комшија еден со друг имат еден на други права. Имат еден на други, значи, права. Исто хадисот, кој пекамберот салаллаху алейхи ва салам не известува дека Џибрил алейхи салату ва салам упорно му велеше на пекамберот салаллаху алейхи ва салам да биде доброчителен спрема својот комшија. Што до толку мислеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам ке појде работата да го направи на крај делџија да биде комшијата. Делџија на имањето. Значи тој не ти тебе нема никаква роднинска врска со тебе. Но поради неговите многу права што ги уживат еден комшија еден на другиот, помисли пекамберот салаллаху алейхи ва салам дека ќе го направи на крај делџија, дел на имањето. Дел на имањето. И затоа се пренесуваат дека имам Абдулла ибн Мубарак рахимахуллах ва радијаллаху ан сакаше неговата куќа да ја продадат. Кога дојде, комшијата негов сакаше да ја продаде куќата. Комшијата од Абдулла ибн Мубарак сакаше куќата да ја продаде, кој беше евреин. Кога дојде еден купец за да ја откупи таја куќа, и тој бараше дупла цена од онаа кој беше позната во тој дел да се продават куќите.
Значи, ако беше 1000 динари, тој бараше 2000. Тој му рече, зошто толку поголема цена? Значи, не е ова пример 100 појчи, 200 појчи, ти бараш дупла цена повеќе. Тогаш му рече тој евреин на тој човек, јас барам 1000 динари за мојата куќа, а 1000 други динари што ќе го добиеш ти, Абдулебен Мубарек за твој комшија. Зошто? Зошто овај човек кој е врвен имам на муслиманите, не се случува да земи леп, јадење, храна за себе, прво да ми ја донеси, освен првин ми ја носи мене на мојата фамилија, а после за себе си за неговата фамилија. За ти ваков комшија добиеш, треба да платиш малце појче. Значи, гледаш, ова остава впечаток. Ова можеш ти еден човек да го привлечиш во исламот. Ама тој ако гледа тебе лажење, крадење, злочинства, дроги, 300 рабоче, тој мисли тоа тебе нема никаква работа прифатите. Овие полош од мене. Ова положе од мене. Велит Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека во врска со поддржувањето, помагањето на неверниците спрема муслиманите, има неколку врсти. Значи, неколку врсти, што дали тие врсти влагаат во она поделување што те исфрлат од верата, или во она поделување кој не те исфрлат од верата. Првата врст која спомнува Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, помагање и поддржување против муслиманите со љубов за она на кое тие се најдуваат од нивната вера, куфр и ширк и заблуда. Значи, тој имат љубов, се восхитуваат на нивната вера и на нивните верувања и убедувања кои ги имаат. Оваа работа, вели Шех Салих Ал-Фаузан, ова дело, без сомнеш, е голем куфр, кој го исфрла човекот од верата. Втора врста, вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, да ги поддржувате муслиман, нив против муслиманите, но не со негов избор и не со негова љубов и желба, туку повеќе тој е присилен поради неговото присуство во нивните редови. Вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, за овај човека имат жестока закана и се плашиме да можат ова дело него да го исфрлит и од верата. Со тек на времето, значи, поради неговото присуство меѓу нивните редови, да излези тој човек и од верата. Трета врст, вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, да ги помогнет еден муслиман, неверниците против муслиманите, со негов избор, без да биде присилен, но тој е мрази нивната вера и нивниот куфр и не е задоволен со нивниот куфр. Вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, ова нема сомнеш дека е еден од огромните гревови, но не е грев што ти исфрлат од верата. Значи, тој ги поддржува нив, ги помагат со негов избор, но не поради нивната вера, што е задоволен тој со нивните верски убедувања, туку поради дуњалочки работи и слично. Но овај човек исто се плашиш за сотегна времето да излезе од верата. Четврта врст, вели Шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, да помагаш неверници против други неверници. Кој едната страна од неверниците се во договор со муслиманите.
ова е забрането и ова е прекршување на договорот меѓу муслиманите и неверниците. Пример, Франција и Германија имаат меѓусебни проблеми. Една муслиманска држава, например, имат договор со Германија, мирен договор. Дали сега тебе ти е дозволено да работиш со Франција овде против Германија? Двете се невернички. Забрането е. Зошто? Зашто муслиманските држави или една муслиманска држава има договор. Договор случајно со таа неверничка држава. Значи, работата не е толку едноставна. Како што мислиш ти? Само паушално земи ја и мислиш како направи од пат. Значи, ова треба да го имаш во пазење, може би таа држава, тој крал, има договор со таа и таа држава. А ти одма паушално, не тој е неверник. Не тој е злочинец. Не тој е ваков. Тој е продаен. Зошто се случува поради недетално разбирање на овај поништувач. Поради недетално разбирање на овај поништувач. Петтата врст, вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, љубовта спрема неверниците и значи доброто сакање за нив, но без никаква поддршка за нив против муслиманите. Ова ги имат Аллах субханаху ва таала забрането и исто му се негира на овај човек неговиот иман. Значи, тој не прави никакво она делување во дела. Значи, тој не ги помага нив, тој само чувствува во неговата душа, во неговото срце, љубов спрема неверниците, но во друга страна не работи тој никакви чекори, не превземат за да им нанеси зло на муслиманите. Ова исто е забрането. И дури, значи не само тој да прави дела, толку е доволно исто да тој го чувствува тоа, во неговото срце. И на тој човек му се негират неговиот иман. Потоа вели шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, едно меселе, а тоа е наградување или возвраќање со добро спрема неверниците, ако тие ни направат нас нешто добро. Дали е тоа дозволено? Значи, ако тие ти прават тебе некое добро и ти за тоа да ги наградиш, да им даш некој подарок, да бидеш доброчителен и така натаму. Дали е ова работа дозволена? Вели шех Салих Ал-Фаузан, дозволена е, а аргументот за тоа е говорот на Аллах субханаху ва таала: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجونكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah subhanahu wa ta'ala велит: Allah не ви забранува вас да бидите спрема оние доброчителни кои не прават борба против вас во врска со вашата вера и не ве изваѓаат вас од вашите домови. Не ви забрануваат Аллах да бидите доброчителни и да бидите праведни спрема нив. Да бидите праведни, не зулумчари, праведни. Навистина Аллах ги сакат праведните. Значи да бидиш праведен со него. Иако е неверник, ти се однесуваш со него со праведност. Не ти се дозволува тебе да му правиш ти на него неправда. И најмалата неправда е забранета. И најмалата неправда е забранета против него. Ако тие не прават против вас, значи борба поради вашата вера или не ве ваѓаат од вашите домови.
И зато, кога пекамберот салаллаху алейхи васелам после битката на Бедр имаше неколку мушрици заложено, рече пекамберот салаллаху алейхи васелам да беше Мут'им ибн Ади жив и да побараше од мене да ги пуштам овие во слобода, ќе го сторев тоа. Зошто? Зошто овај човек Мут'им, кога пекамберот салаллаху алейхи васелам замина во Таиф и кога сакаше се врати назад во Мека, не му дозволуваа курешитите да влезе внатра во Мека. Овај човек кафир, мушрик, го зеде под негова заштита. И пекамберот салаллаху алейхи васелам ова едно дело му го памтеше. Едно добро дело му го памтеше. Да беше жив, вели пекамберот салаллаху алейхи васелам, ќе ги пуште за него во слобода. Значи, една работа му ја памтеше пекамберот салаллаху алейхи васелам. А сега замисли пример, сега кралот или кој да е пуштат заложници и што и да е затворници, ги пуштат на слобода. Одмах ќе дојдат хаварич, ќе чите, ево овие е пиун на овие, на оние работи за ним, продајна душа. Видиш овели пекамберот салаллаху алейхи васелам. Значи, затоа требит многу да се пазиме, да бидиме, значи, внимателни во врска со овие поништувачи. Исто вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, во врска со трговија правења меѓу муслимани и неверници, да трговуваш, дали е дозволено или не. Вели шех Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека ова работа е потполно дозволена. Значи, тоа го правеше пекамберот салаллаху алейхи васелам, да тргуваше со евреи, и исто сахаба ридвануллахи алейхим тргуваа со неверници. Значи, ова е сосема дозволено. Исто дозволено, значи, држави со држави да тргуваат. Значи, ако ти, пример, оиш еден државни представник, муслиман, ојд во друга држава, Германија, Австрија, што ти знам ја, во врска за трговија, целосно е дозволено, нема никаков проблема. А тие да ќе речат ту, значи кога ќе се стретнат тие државни представници, ќе речат тогаш хаварич, еве сега гледаш, продајна душа, еве се сликува со овега, се сликува со онега. Значи ти гледај меселево дали е дозволено трговијава или не е дозволена трговијава. Не ги меша работиве, значи една со друга. Треба да бидеш правилен. Шо вели Аллах субхана ва таала, инна Аллаха юхиббул муқситин. Аллах ги сакат праведните. Значи Аллах ги сакат праведните. Праведен и против неверниците. Праведен дури да бидеш и спрема животните. Спрема животно се барат од тебе праведност. Како што вели имам Ал-Фудейл ибн Ияд рахимахуллах, еден од имамите на селеф, вели, оти муслиман, тебе ти е забрането да правиш неправда према едно куче и свиња. А како е тогаш неправда спрема еден инсан? Спрема еден инсан. Значи, дали тој е инсан неверник или муслиман? Забрането е свиња, брат. Свиња и куче. А како спрема инсана? И тогаш идат хаварич и паушално декларираат муслиманите за неверници. После тоа е цела врвка, ланец. Аха, ти не го правиш него за чафир и ти си чафира. Се и тоа. Мен лем юкефир ел кафир, фа хуа кафир. Кој не го прави неверникот за неверник, и тој е неверник. Значи, првош идат владарите се неверници. После алимите. Зашто алимите не ги прават за неверници владарите. Тури ги поддржуваат. И тие се неверници. После е джемаетот обичен. Вие ги слушате алимите. Не ги правите за неверници. И вие сме неверници. И накрај ќе речиш, нема денеска муслимани, освен ја и тие што се како мене. И затоа, пример, Сеид Кутуб, што велит, дека сите овие денеска муезини, што го учат езанот, 5 пати на денот, и шахадетот го изговараат во тој езан, тој ги гледа за неверници. И затоа Сеид Кутуб не клања џума, зашто велите дека владарите и тие поставени
алими, оджи, шейхови во тие џамии се неверници. И затоа не клања Сејд Кутуб, имат луѓе кои биле кај него во време на џума, се вика Аллах зано Сејд Кутуб се сеј дома. Му рекли ајде дома џума, не. Нема денеска муслимани. Значи гледаш овие работи се многу се осетливи и треба многу пазење. За да не те измамна тебе луѓе измамници, се после со овие поништувачи заменуваат муслиманските деца низ Сирија, низ Ирак, низ Афганистан и се уништуваат сами себе си и ги уништуваат нивните фамилии исто. Значи не само тој што се уништува сам на себе, тука уништуваат и неговата фамилија. Уништува неговото семејство, неговата сопруга, неговите деца. Зошто? Поради неразбирање. Се него, затоа, кога еден човек му е исперена главата нему, со погрешно разбирање на верата, ти не можеш него да го вратиш назад, освен со вистинско разбирање на верата. Со употребување сила против него, тој уште повеќе се радикализират. Уште повеќе се затвора тој. Не примат. Значи, единствена средство кој можеш ти него да го вратиш назад, се овие аргументи. Како му кажеш, види со Хатиб, Ибн Аби Белта, види сме за подарокот на мајката нејзина и слични и други случаи, за да разбери тој, за да сватите дека е во заблуда. Зашто не беше тој ако кажеш јас го следам Мухаммед салаллаху добро, тогаш тоа твое делување и твоите зборови не се во склопка со она што дојде Мухаммед салаллаху поради овие аргументи. Ама ти ако научиш како него ќе го тргнеш од тој заблуднички пат. Не можеш да го оттргнеш. Затоа треба да пазиме и да учиме внимателно, за да ги разбериме овие теми онака како што му доликува да ги разбери еден вистински следец на Селефу Салих, и после кога ќе дојде ситуацијата со луѓе да се соочиш кои има такви идеи и такви мисли, за да може со аргументи да го поправиш. Без аргументи не можеш да го поправиш ни сам себе си. Така што ќе застанеме ние тука би'idhnillāhi ta'ala и идниот дерс, значи денес неделя ќе учиме 9-тиот поништувач. Значи остануваат уште 2 поништувачи на оваа книга, зашто таа има 10 поништувачи. Вечерва завршиме со 8-миот, така што уште 2 не остануваат. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.